Добро утро во рубриката Жените го вртат светот, каде што разговараме вообичаено два пати во неделата, во вторник и во четврток, за женските теми, женските прашања. Денеска ја поканивме Дороти Пачкова, председателка на Сдруженијето Една може, за да поразговараме за една прилично интересна иницијатива, идеја нивна, а тоа е Женска библиотека. Доколку имаме Дороти, на линија ја поздравувам. Добро утро, како сте утро, Дороти? Добро утро, Александра. Ве поздравувам и јас се и благодарам за учеството. Да. На почетокот веднаш ќе ве прашам од каде потекна ова иницијатива за која што некаде на почетокот на месецот имавте јавен повик да се донираат практично или да се даваат текстови, разни трудови, академски студии на случаи, разни анализи и други текстови, за да се формира една онлайн библиотека со трудови за женските теми. Па од каде иницијативата, односно од каде потребата да создадете ваква база на текстови, бидејќи таа ќе биде онлайн, колку што разбирам? Одлично, баш прекрасно го дефинираше ова, од каде потребата. Најнапред морам да напоменам дека нашава идеја за феминистичка библиотека е се уште во самиот зародиш. Конкретни чекори ниту поддржувачи се уште немаме, но затоа е и супер да гостуваме во вашата емисија за да се добие со публицитет оваа прекрасна идеја. Идејата за феминистичка библиотека на Една може датира од 2016 година или од нашите први официјални канцеларии. Во тие канцеларии имавме навистина голема фреквентност на членките и во тоа време добивме подарок од Националната библиотека на Република денес Северна Македонија, голем број на книги. Тогаш изградивме физичка библиотека, ги архивиравме и ги сместивме во физички простор во концепт центарот тогашен Една може, Една прави. И имаше фин одзив на читателки со тоа што тоа беше обична литература, секакви поезии, литературни дела од секаков тип на автори. Во најголема мера и најголем фокус, најголемо барање всушност имавме за детската литература, со тоа што убавината беше дека мајките можеа да дојдат бесплатно да користат лектири за своите дечиња и да ги вратат, па да можат да ги користат и останатите жени. Од тогаш до сега поминавме низ повеќе турбулентни фази на нашата организација, но постојано остана убедувањето во неопходноста од потребата за женска литература, посебно на академски текстови, женски истражувања, политики пишувани од жени, женски анализи, публикации, научни изданија од најразлични области. Да. Поттикот доаѓа од самото тоа што покрај тоа што менаџирам организација, јас сум професорка по родови студии. И баш во моментот кога предавате нешто, согледувате дека ресурсите се ограничени, посебно кога станува збор за македонски авторки, македонски истражувачки, македонски аналитичарки. Тука го споив, овој недостаток го споив со проблематичната ситуација во нашето општество, со неучеството на жените во општествените збиднувања. Токму заради тоа што жените во многу мал број ги има како креатори на општествените услови, на јавните политики, на механизмите преку кои действуваме, ние функционираме како општествена заедница, поради тоа што жените не учествуваат всушност во тоа креирање, затоа и ова општество не е доволно пристапно за нас жените. Да. Добро, има и институти, има на Филозофскиот факултет и родови студии, до дипломски, нели има постдипломски разни програми и така натаму, но сепак веројатно се тие затворени во своите академски кругови, а ова вие што го правите би требало да биде отворено за широка публика, бидејќи оваа онлайн библиотека, женска библиотека, би требало да биде на вашата веб страница. Така е. Нашата библиотека во првичниот период има за цел да се формира како онлайн библиотека или електронска библиотека. Електронската библиотека би овозможила максимална достапност до информации и до ресурси кои се создавани и креирани од жени за широката маса на народ.
за сите, едноставно било кој да кликне на Да. нашиот вебсайт, може да ги чита и да ги превземе овие текстови, може да референцира кон истите. Младите кои учат ќе можат да се повикуваат на искази, на академски трудови, на жени. Тоа е нашата крајна цел, да можеме останатите пак кои не се образуваат во овие сфери, кои нема да ги користат како академски ресурси овие трудови, ќе можат да ги читаат, да ги восприемаат на некој начин женското писмо, да го восприемаат и на тој начин да се сензибилизираат кон женските потреби. Заради тоа што женското пишано наследство во Македонија го обработуваат неколку наши авторки, можеме да препознаеме таков тип на авторки, но тоа се многу мал бројове. Јас лично за 2-3 такви знам. Но како што спомнавте, апсолутно на катедрата за родови студии при универзитетот Кирил и Методи има родови студии, но тоа е исклучително за оние кои ќе одлучат така професионално да се определат. Да. Исто така и магистерските студии од Институтот за хуманистички науки имаат супер ресурси, но тие се ограничени и се со конкретна цел, единствено за оние кои професионално се надградуваат така. Да, кои што ќе се одлучат нели за таква некоја или академска или поинаква кариера. Да кажеме и тоа дека всушност се работи за солидарна акција, бидејќи како што кажавте, здруженијето веројатно нема толку средства за да им го плати нели авторскиот труд и тоа што ќе ги стави тие трудови на веб страницата, па и самите автори, авторки треба да се солидаризираат нели за да ги дадат своите дела. Апсолутно, па академските дела и интелектуалниот труд кој го создаваме низ текот на нашето постоење, го создаваме токму со крајна цел да се стави во функција на општеството. Баш и потребата на корисничките го дефинира односот кон она што го работиме или кон ова што го правиме. Потребата е самите жени да се само зајакнуваат. Исто така и академските граѓанки кои ги создаваат трудовите на никој начин не се признаени во нашето општество. Ние со поставување во библиотеката би ги етаблирале како соодветни авторки од кои може да се црпат релевантни податоци, аргументирани податоци. Да. Сакам сега да ве прашам и за тоа дали веќе имате некоја бројка на собрани текстови, дали се заинтересирани овие академски пишувачи, нели научници, истражувачки да донираат своји дела во вашата библиотека? Од кога го извадивме повикот, јас искрено не преброив колку жени и девојки ми понудија своји авторски дела, но со оглед на пример, кога одиме на некои јавни настани, дека застануваат и ме прашуваат во однос на библиотеката, ми е добар индикатор дека има реална потреба како за етаблирање на жените од академските сфери, така и кога комуницирам со нашите кориснички или социјалната група на една може, исто така и со студентите на кои им предавам, ја гледам потребата дека на нив им недостасуваат избори од кои може да се црпи, да се повикуваат и од кои може да се вадат референции како едноставно тие би се етаблирале како феминистки, како некој кој има слушано предавање по родова еднаквост, заради тоа што се уште во нашето општество е дискутабилно тоа прашање, дали ни е потребен феминизам или не ни е и кои тоа жени создаваат, дали жената е за да биде дома позади крпите и лажиците или има право и да биде дел од јавните сфери на општеството и исто така да биде креатор на општествените текови. Да. Се разбира дека е најважно ова што вие го правите, таа литература ја правите достапна за поширок круг на читатели и на сите заинтересирани всушност и сметате ли дека со тоа евентуално би се предонело за унапредувањето на женските права? Апсолутно. Како што спомнавме, потребата го дефинира ова кое го работиме. Неопходен ми е ваков тип на содржини и ова е јасен обид да се направи унапредување на правата на жените, почнувајќи од елементарните непознавања и непрепознавања на сопствените потреби кај голем број од жените, па понатаму и на сите останати жени, не етаблирајќи ги нивните потреби, нивните проблематични ситуации, нивните предизвици. Ова е стартер пак за нерешливоста на истите,
посебно кога се живее во институционално затворена земја како нашава или поконкретно во држава која е игнорантна кон одредени категории на граѓанки, со што државата е на некој начин пасивен агресор на сопствените граѓанки. Ние немаме тука премногу голем избор. Ние имаме избор да им овозможиме пристап до зајакнување на жените. Затоа, во време на пандемија, ова беше за нас најсоодветен избор на активност е онлайн библиотека која ќе може секоја жена, секоја девојка да ја користи, без разлика дали се наоѓаме во време на пандемија, дали сме затворени во своите домови, дали успиваме бебиња, дали се бориме со судски процеси или се бориме со неразрешливи институционални прашања, во секој момент можеме да имаме простор кај што ќе можеме да отвориме, да се едуцираме, да се зајакнеме и на тој начин да можат и нашите дела и акции да бидат силни кога ќе бидеме ние подковани. Ете, со оваа ваша порака за на крај да го завршиме нашиот денешен разговор. Дороти, ви благодарам многу за вашето вклучување и се разбира секогаш ќе следиме што работите, како се одвиваат вашите акции, но за сега ви благодарам многу за учеството во утрински брифинг. Благодарам, јас, ми беше задоволство.